Одраз, месечен подкаст со едно прашање, 3 размисли и еден одговор. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Добро утро, драги слушатели. Денеска е вторник, 21 јуни 1960 година. 173 ден во годината, со што го одбележуваме календарскиот почеток на летото. А во нашиот главен град, тоа значи појавување на капачи покрај Вардар. Здраво, зборува Дино Чупевски. Денес сме на прагот на 2023 година, а во реката Вардар, веќе половина век, има забрана за капење. Вардар извира од вруток, но веќе по само 10 километри близу Гостивар, таа достигнува трета категорија на загаденост. Важно е да напоменам дека постојат 5 категории на загаденост, при што петата означува умртвување на реката, а токму таа ја достигнуваме во нашиот главен град Скопје. Како успеавме за само 50 на години толку да ја загадиме нашата најдолга река? И како ќе изгледа Вардар за уште толку години од сега, доколку ништо не промениме? Дали воопшто нешто може сега да се преземе? Во првата епизода на подкастот Одраз ќе зборуваме со 3 личности, секоја од нив стручна во различна сфера, со цел да дојдеме до одговорот. Живите организми имаат само две можности. Или да исчезнат, да изумрат, или да се прилагат. Вардар на поедини места е мртва река. Тоа значи дека не постојат живи организми внатре, сем можеби еден или два кои се успеале да се адаптираат на таа средина и некако успеваат да издржат таков притисок. Професорот Светислав Крстик од Институтот за биологија со години ја истражува хидробиологијата на речните системи во Македонија. Реката Вардар за него представува предмет на анализа, вклучително и неколкуте видови кои успеваат да опстанат. Јас и мојот тим представуваме луѓе кои се бават со алги. Ние сме алголози. Но алгите немаат можност да бегаат лево-десно. Или ги има, или ги нема. И ние утврдуваме дека 90% од алгите, 95% да исчезнува. И нема. На еден природен екосистем му треба минимум 7 пати подолго време да се прочисти самиот по себе си од загадувањето кое му е нанесено. Но тоа е во случај доколку го нема повеќе. Во случај да го прекинеме сега. Сега, ако рачунаме дека на Вардар е делувано 50 на години, 7 пат 350 години му треба. Под услов да сега прекинеме со загадување. А сметате од аспект на биомониторингот на реката, дали воопшто се следи доволен опфат од сливот на Вардар? Дали имаме реална слика со цел да можеме подобро да го контролираме квалитетот на водата и воопшто загадувањето? За жал, една институција за кај нас, евентуално две, иако и двете имаат своји проблеми и недостатоци, Управата за хидрометеоролошки работи и евентуално Хидробиолошкиот институт во Охрид. Проблемот е нормално и секогаш и у средствата. Знам дека и двете институции имаат големи проблеми со финансирањето, така да тие се клучните проблеми зашто кај нас недостасува релевантен мониторинг, и мониторинг кој е базиран на така наречената супервизија. Значи, вие морате да имате супервизија за да извршите мониторинг. Ако некој ви каже дека одредена фабрика или ова загадува и вие испуштите институција да тоа го провери, тоа секогаш иде у дупликат или трипликат и се бара секундарно мислење или терцијарно мислење. Во науката постојат јасни методи, јасни, прецизни практики, лабораториски, технички и научни, кои укажуваат на релевантноста на резултатот кој е добиен. Од каде потекнува скептицизмот кај професорот Крстик, кога во Македонија постои Државниот инспекторат за животна средина, институција што треба да ги детектира и санкционира нерегуларностите? Поранешната директорка на инспекторатот, Ана Петровска, ни сподели конкретен одговор. Инспекцијските служби претежно не се срекни кога треба да изречат казна.
Од кој аспект? Не се срекни. Значи, дали државните, дали локалните инспектори гледаат да не изречат казна. Затоа што оној момент кога ќе треба да изречат казна, може да се соочат утре со тужба од страна на правниот субјект кон кого е изречена казната. А тоа се големи компании кои што имаат пристап до капитал и кои што можат да финансираат судски процеси и да ги свртат во своја полза без оглед на тоа дали биле или не биле виновни. А постојат ли позитивни примери, каде инспекторите без страф успешно издале казна на загадувачите? Имавме една ситуација на хавариско излевање, исто така на масло од маслодајна во Велес. Сега, што се случи таму? Таму се случи да успеа инспекторката да го најде трагот, значи да докаже дека маслодајна навистина испуштила отпадно масло. И тука имаше една кривична пријава, каде што беше изречена и казна. Понатаму имавме еден инцидент во Штипската индустријска зона, каде што од една текстилна индустрија некоја боја беше истурена. Во прв момент, значи, инспекторот беше со став дека таа боја не е токсична, нема хемиско загадување. Меѓутоа, предметот го превзема јавното штипско обвинителство, они успеа да соберат документација и да покренат кривична пријава против таа индустрија и мислам дека и таму беше изречена одредена казна. Значи, и понекаде спорадично се случува дали инспектор, дали јавен обвинител да се одлучи да навлезе навистина подлабоко во проблемот, значи навистина да собере докази, со кои што докази ќе може утре да се санкционира дали прекршочно, дали кривично во зависност од големината и тежината на престапот. Овие загадувачи од Велес и Штип се само мал дел од бројните индустрии кои што негативно се одразуваат на Вардар. Без разлика дали овие индустрии се наоѓаат покрај Вардар, отровните материи сепак пристигнуваат до реката преку незините притоки. Чист пример што ни го сподели Јана се свињарските фарми од истокот на Македонија, меѓу кои има и такви, кои работат без дозвола и несоодветно го дислоцираат отпадот. Замислете, Вардар има 15 поголеми постојани притоки и минува низ 6 градови што имаат сопствени индустрии и безбројни нелегални депонии по бреговите. Со што ли секојдневно се соочува нашата најголема река? Или поважно е да се запрашаме, дали знаеме како да ја спречиме оваа континуирана деградација? Значи, промените требале да дојдат, но не дошле со оној обем кој што е неопходен навистина за да почнеме да се грижиме за природата, вклучително и за реките, па ете и за нашата најголема река Вардар. Очигледно, драйверот за промените се уште не сме го пронашле. Значи, ако имаме висока еколошка свест и ако навистина ни пречи што е реката Вардар загадена, ако навистина ни пречи што јадеме загадени производи, бидејќи имаме проблем со сериозни загадувачи, јас не ги спомнав Охис, не ги спомнав Југохром, некакви други жешки точки, значи имат навистина едно историско загадување кое дополнително врши притисок на квалитетот на водата и кои што проблеми и жаришта не можат лесно да се надминат. Но велам, кога ние би биле свесни дека тоа е приоритет, па би вложувале во заштита на водите, речи се исто толку колку што вложуваме во патиштата, нели, во изградба на стамбени објекти кои што никнуваат како печорки без некоја голема потреба. Значи, главен драйвер треба да биде подигнатата свест. Подигната свест наместо подигнати нови стамбени објекти, и тоа не било каде, туку токму покрај течението на реката Вардар. На таков начин само се зголемува притисокот врз живиот свет во реката, или, како што фигуративно спореди професорот Крстик. Како да во една тегла сакате да ставите 2 кила вода, а теглата прима 200 грама вода. Не можете да ги стави, нема капацитет. Се таложат седименти, се таложи отпад, бидејќи реката не носи апсолутно се што е фрлено во неа, наспроти популарното верување. Во овој момент апсолутно имаме потреба од инвентивно и паметно планирање на самиот кеј на реката, која неколку пати си има прелеано и притоа создадено повеќекратни штети. По катастрофалната поплава во 1962 година, направено е бетонско корито кое минува низ Скопје,
од населбата Ѓорча, па се до источниот излез на градот. Ова биле инженерски решенија, вештачко регулирање на речниот тек. Резултатот? Од почва и зеленило, одеднаш таа да плови низ бетон. Ако некогаш само сме се штителе од поплави, или тоа ни било главен приоритет и во многу од градовите во Македонија се регулираат, сега еве има една таква тенденција, да се регулираат инженерски. Денеска во светот се помалку се употребуваат тие инженерски зафати, туку се зборува за оставање на природни коридори. Професорката на архитектонскиот факултет, Дивна Пенчик, е фокусирана на одржливиот урбан развој на градовите и таа ни сподели повеќе околу тенденциите во светот во однос на третманот на реките. Ние гледаме примери од целиот свет, каде што огромни реки дули ставени во канали, сега ги отвараат. Оделе преку нив автопатишта, паркиралишта, дури има и објекти. Сега е тенденцијата во светот на вистина реките да се ослободат. И тие се еден добар елемент, особено што низ цел град поминуваат и целата останата мрежа од овие зелената инфраструктура може со нив лесно да се врза. Преку улиците, преку дрвореди, преку паркови кои што се најчесто покрај реките, од други причини ставени за тука да може да биде, кога има поплави, тие зелени површини да ги примат поплавите. Така да секако верувам дека може тоа да се направи, иако сега ни се чини дека е тоа многу тешко. Каков е одразот што го остава сегашниот урбан развој и градењето објекти со сериозен габарит непосредно покрај речното корито на Вардар? Се гледа секојдневно. Ние не мора да зборуваме само дали нас реката Вардар повторно ќе не поплави. Реката Вардар нас секојдневно не поплавува. Архивот направен на самото место на каде што некогаш било коритото на реката, секојдневно подрумите се мокри, влажни и кога има повисок вода, тие се поплавени. Сега неодамна со театарот се случи тоа, че не е само паднал голем дожд, ама тој голем дожд не имал кај да истече затоа што реката е полна. Ние сме во корито на река, така да ние секојдневно ја трпиме таа непромислена изградба во речното корито. Но секојдневните проблеми што ни се случуваат, поплави неочекувани, еден дожд што бил нормален порано, сега не поплавува. Зошто не поплавува? Затоа што се сме бетонирале, реката нема капацитет сега да ја прими таа вода што наедно се слива. И сега нашите колеги архитекти и другите струки во градежништвото постојано велат дека секаде може да се гради. Да, и во Дубај, во Саудиска Арабија градат во песок, некој во море, Холандија е пола земја направена во море, но која е цената и дали сме ние спремни за такви интервенции? Земајќи ги тие последици предвид, што би требало да се имплементира како решение и соодветен понатамошен развој? Она што сега треба да се прави е да се размисли за оваа регулираност на реката и постојаната потреба во мајор коритото да поплочуваме патеки за трчање, за велосипеди, за не знам што, и ставање игралишта, и ставање клупи, дека наеднаш и тоа малце корито што ја впива, големото корито на реката, нема капацитет да прими. Треба многу добро да размислиме што се ставаме во тоа корито. Навистина треба по текот на реката да се остават повеќе простори за паркови, кои исто така би примиле дел од водата кога поплавува. Че тоа е идејата на Сунгерград. Вие по течението на реката да оставите природни собиралишта на вода, кои во нормални денови е парк, и нема да чини толку многу ако тоа се поплави. Наместо да поплавите архив на Македонија и сте изгубиле се што сте собрала со децении што се собирале. Со децении наназад. Да. Верувам дека е од несомнено значење носењето на новиот генерален урбанистички план, но како сметате дека институционалното расположение во однос на креирање на соодветен план кој што истиве работи и аспекти ќе ги земе предвид и потенцијално ќе ги имплементира, бидејќи тоа се 10 години од понатамошниот развој на Скопје и знаеме од која круцијална важност е. Сметате ли дека се работи соодветно во таа насока и какво е вашето искуство пред се, бидејќи сте сепак и советничка во општина Центар? Од една страна, за генералниот урбанистички план е многу важно дека доби програма по која треба да работи, а
тука се акцентирани тие аспекти на воспоставување на сериозна зелена инфраструктура, вклучување на реките, нели, во креирање на политики на развој на градот и градење на градот, и дека сега е време кога акцентот не се става на тоа што ќе изградиме, него од кога ќе се воспостави зелена инфраструктура, ќе се одредат места каде што ќе има сите функции што се потребни на граѓаните, нели, сите услуги, се, она што ќе остане не е употребено како земјиште, само таму да може да се гради. Чи време е да го заштитиме земјиштето, се она што е во владение на Република Македонија, на општините, да се зачува затоа што е неопходно за да обезбеди каде ние ќе ги стационираме овие зелени површини, но не само зелени. Ако ние, нели, мора малце пошироко да се гледа, ако ние викаме дека реките ни се загадени од отпад, па ќе бидат загадени од отпад кога вие немате каде да го оставате отпадот. Нам ни требаат површините кои им припаѓаат на општината или на Република Македонија, за да ние обезбедиме каде има пунктови за собирање на тој отпад, каде ќе се рециклира тој отпад, каде ќе се двои па ќе се рециклира. И сега наедно станува интересно каде ние ќе оставиме простори за да ги анулираме овие работи што го загадуваат Вардар и реката, така и за сите градови. Едно е каде ќе го соберете отпадот за да више никој не фрла во реката. Друго е каде ќе се абсорбира вишокот вода од реките, од поплавите, од поройните дождови, за да не ви ја загадува реката, а од самите поплави површини каде што ќе ја примат водата да не ви нанесуваат штета. И сега, сето земјиште кое е под ризик, од поплави и поройни дождови, треба да го обезбедиме, тука не треба да се насочува градба. А ја споменавте таа програма врз основа на кој треба да биде донесен ГУП-от. Да. Дали се тие обврзани врз основа на таа програма да го донесат? Програмата би требала да биде обврзувачка и мислам дека сега сериозно се работи на двоење на аспектите и се што треба да се направи во планот, да се предвиди, и мислам дека има надеж, тоа така да оди, но ќе видиме. А доколку си замислиме ништо од тоа да не се реализира, каква е едината? Водата е интересна, субстанца која ќе си го најде патот во најмалата пукнатина и таа ќе ја проширува, тоа ни е познато, така да не е светла иднината ако ние реките не ги третираме на поинаков начин. Во оваа епизода ги слушнавме деталните отсликувања на моментната реалност, како и на иднината на Вардар, што нажалост веќе неколку години го добива епитетот на мртва река, поради бројните континуирани химиски загадувања од индустријските капацитети, како и на органските загадувачи. Се соочивме и со причините за отсуството на потребните инспекции, како и на санкционирањата што треба да го спречат понатамошното загадување на реката. Од друга страна пак, слушнавме дека постојат начини за понатамошен плански еколошки развој, што несомнено би го ослободило речното корито преку изградба на зелени коридори, а пак преку изградба на пречистителни станици би се намалило и нивото на загаденост на водата. Се со цел да се остави простор на природата сама да го регулира нејзиниот тек. Неопходно е да ги разбудиме институциите за одговорноста што ја имаат, што придружено од известни промени кај граѓанската свесност може да го врати животот на Вардар. Во спротивно, ќе биде опасно и да се седи покрај Вардар.